Jaz bев тука на студентна смер од КСИР, компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика, каде што професорот Миле Станковски предава тука. И од тука се знаеме, бидејќи нели јас сум студент на кој оде на неговите предавања и се тој ме знаеше пред тоа. И јас така се најдов тука во приказа во Vision Dynamics. Исто беше интересно дека на некој начин секој од нас имаше претходна соработка со професорот. И беше занимливо да се знае дека всушност професорот е тој заедно со Душко, кој што всушност знаејќи ги нашите квалитети успеа да состави еден ваков тим, кој што сме ние тука. Јас во оваа приказна сосема случајно се најдов. Првичните планови на фирмата биле само двајцата колеги да работат, ама некако стига муабет до професорот, ме препорачува брат ми, сосема случајно доаѓам на интервју и професорот ми даде прилика и дека имам желба и знаење во оваа област, дека можам да придонесам во фирмата и така станам член од оваа екипа. На факултет да се истражува и да се работи во спин-оф е итекако голем предизвик. Можеби повеќе од се што самите ние како дел од тим кој што треба да докаже и покаже нешто дека за прв пат излегува од Македонија и од факултетот за електротехника и информатски технологии, можеби има мала доза притисок која што досега ја немале други тимови. Ама сепак мислам дека тоа е нешто што се уште не држи заедно да се обидуваме да стигнеме до вистинско решение. Како изгледа? Спин-оф компаниите се во суштина една преодна фаза помеѓу откритијата, научните откритија кои што се добиваат при научната работа на универзитетите и доведување на примена на тие научни откритија до комплетен производ. Производот е систем за 3D мапирање. Дронот го склопивме ние, значи компонентите ги набавивме од разни извори, да кажеме, од странство. Го составивме за тука и го исконфигуриравме, значи да лета како што ние мислиме дека треба и според нашите потреби. Од нестандардна опрема што ја користиме специјално за нашиот проект, би ги навел, значи камерава која е специфична, тоа е индустријска камера што може да се користи за 3D мапирање со многу добар сензор. Потоа embedded компјутер, тоа е дел, во задниот дел од дронот, на кој што се врши цела обработка во реално време. И имаме 4G трансмитер преку кој што преку интернет сме поврзани на компјутерот во реално време во секој момент. Тоа многу значи при снимањето, например, ако треба да се снима некој терен за автопат или пруга или да се прави мапирање, сега се оди на терен, се снима, па се враќа назад, се процесираат сликите и може да се види, тоа траеше многу долго, 2-3 дена, може да се види дека снимањето не е добро, па да мора пак да се оди, додека сега може директно да се наблюдува тоа што се добива. И брзината на употреба на резултатот на снимањето го имаме онлайн. Најтешко би рекол дека беше да се пренесе теоретско знаење, значи тоа што функционира на табла, да речеме, на хартија, на реален систем. Освен ние, ваков предизвик решаваат можеби уште луѓе кои што ќе ги наброиме на две раце. И тоа е можеби голем проблем, бидејќи во останатите сфери од информатичките технологии, воопшто во инженерството, ќе постои некој кој што веќе решил на некој начин проблем со кој што се среќаваш. Овде не е тоа случај. Овде ние мора да бидеме тие кои што ќе ги создадеме решенијата за проблемите со кои што се среќаваме. Проектот мислам дека е доста отворен и пружа можности да се надоградува и после излегување на пазар, по мене мислам дека ќе си бара одржување на проектот. Купувачите ќе бараат ќе имаат очекување да следи нешто после тоа. Не значи завршување толку и нема што повеќе со овој проект. Ние на сила не може да го направиме, да го спречиме одливот на мозоци. Ова е еден од начините да се
намали одливот на мозоци. Значи да им пружиме на децава шанса да работат тука нешто што би го работеле на запад. Многу работи што не се учат на факултет, мора да ги научиш за да го работиш ова. И мислам дека битно и за нив, а битно и за Македонија, бидејќи се оформува кадар кој што ќе може тоа да го пренесе понатаму. Бидејќи оваа технологија иста што се користи во автономни возила, во вештачка интелигенција, во системи за автоматска навигација и слично, кои што се многу популарни во денешно време, значи сите големи компании тоа го работат, се вложуваат многу пари. И мислам дека ова е шанса и за нас како држава да направиме нешто кое што ќе може да поставиме некои основи, да кажеме, за после тоа да почне да се надоградува.